Спонзорот Цермат ви представува. Концертот на Драган Даутовски квинтет за затварање на овогодинешното издание на Илинденски денови. Маријан Неѓак ја воодушеви хрватската јавност со музиката за представата Погреб во Терезинбург. Изложба на фотографии, акорди на светлината. Заврши 44-тото издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри Илинденски денови. Интернационалната вечер беше во знакот на ансамблите од Јапонија, Унгарија, Холандија и Северен Кипар. Во преполната сала на Центарот за култура, директорот на ова национална установа Димитровски уште еднаш се заблагодари на сите учесници и поддржувачи на фестивалот, на гостите од странство, им додели пригодни подароци, а на најдобрите македонски друштва, групи и поединци им ги врачи наградите кои ги додели стручното жири. За најуспешна група која презентираше изворен фолклор, прогласен е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. За најуспешна група која на фестивалот презентираше староградски фолклор, прогласена е пеачката група Весела Тајфа од Богданци. За најуспешна група што во Битола презентираше детски фолклор, прогласени се членовите на КУД Илјо Антевски Смок од Тетово. За најуспешен изворен оркестар на годинешниот фестивал, прогласен е оркестарот на народни инструменти и училиштето за тапани при ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола. За најуспешна вокална изведба наградена е Маре Мојсовска од КУД 7 септември од Македонски Бруд. За најуспешен автор што подготвил сценска презентација на изворна фолклорна содржина, прогласен е Стојко Митковски од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. За најизворна и најкомплетна изворна носија, жирито ја прогласи народната носија на КУД Мирча Ацев од Прилеп. Жири комисијата додели специјално признание за исклучителна изведба на ората Женско чамче и Чифте чамче на КУД Илинден од Битола. Кулминацијата е приреди македонскиот УНЕСКО амбасадор Драган Даутовски со неговите соработници кои го промовираа најновиот музички албум Пламен и приредија незаборавен спектакуларен концерт. Ние имаме некакво искуство пред публиката на музикалниот град Битола. Секој пат сме радосни кога ќе дојдеме во градот на музиката и искрено се надевавме дека ќе биде нашата средба на Хераклијана еден малку по природен во природен амбиент и се разбира прастар. Меѓутоа и вечерва беше убаво, се гледа и по нас дека сме баш сериозно испотени и дадовме максимум од себе. Во принцип тоа е една од особините на овој квартет, на оваа формација, секој пат да дава максимум, без разлика на сите фактори на ризик. Многу артисти на сцена, разместување, микрофони, иначе тоа е убитечно, знаете, за еден ансамбл да пред самиот настап да се да се местат микрофони и инструменти. Меѓутоа некако ми се чини дека сме навикнати на многу такви фактори на ризик. И на крајот на краиштата беше навистина прекрасна и убава вечер. Уживавме ние, се гледа по нас, публиката исто гледам задоволна, се замена, вие ќе кажете повеќе, така да до некоја наредна средба. Мене лично ми представува особена чест што бевме на затварањето на една манифестација за која што јас имам многу високо мислење. И од етика, и од професија, и од уметност, од секој аспект. Се надевам дека Битола доволно внимание му посвети од аспект на публика
Иначе таков тип на фестивали во светот се најпосетени, многу повеќе од Цеца или не знам кој, верувајте ми. Или од Пивофест, или Плескавица. И така да, па да, тоа е сега, само да се пие, да се јаде, нема уметност. Тоа во цивилизација нема спорт. Има само, односно нема култура, има спорт. Така да и во градска средина, за жал се помалку има веќе култура. Ама таков тип на фестивали се надевам дека ќе ја вратат назад културата на музиката, нели, што Битола ја заслужува и ја негувала со векови на назад. Така, Битола преценели е град и на културата и видовме дека денес, како што нели вие споменавте, битолската публика уживаше. Колку е значајно да се биде во денешно време автентичен? Вие сте препознатливи по тоа што ги употребувате тие препознатливи македонски ритми и секако тој етномелос. Па, мислам како уметник секој тежне кон тоа да биде колку толку автентичен, иако со големо влијание на медиумите и на различни музички стилови, многу е тешко, не е толку лесно да земеш она што тебе ти се допаѓа, а сепак да останеш свој. Така да тоа е нешто што се менува секојдневно. Не можам да кажам јас сум сега автентична и така ќе биде. Тоа е процес. Ти стално се бараш као изведувач, као вокалист, го наѓаш она што е стварно твое, што е земено од ваму или од таму. Во случај кај мене ја за себе повеќе кажам дека сум сликар, него пеач, бидејќи гласот го слушам и го користам као четка, го гледам као текстура, као боја, као височина, као линија, као... Така да размислувам ликовно. Тоа ми помага во изразот. Битолчани денес има и една ексклузивна можност да чујат дел од вашиот нов материјал. Секако има можност да чујат и дел од вашите постари композиции, нели особено музиката од популарната представа на Пројковски од Јонадаб. Имаше танц, да, се сеќавате одлично. Така, кажете ни нешто малку повеќе околу новиот материјал. Па да, во принцип, со години наназад квартетот има огромен број на композиции кои што се на лагер, значи во функција на она што се вели политика на репертоар. И затоа секој пат бираме средина кои композиции ќе ги внесеме. Не случајно танц од Јонадаб беше овде, иначе значи практично концертно изведуваме и музика која имала друга функција, значи театарска или филмска и така натаму. Меѓутоа Флейм или Изгор или Пламен, како веќе ќе го преведат, не знам, е символ на нашата пот, на нашиот жар кој го даваме на сцена, на нашиот изгор да се биде со сцена, да се биде со музиката, што вика Александра, да се прават звучни колорити, нели, во амбиентот во кој што се затекнати и публика и изведувач. Така да во принцип Флейм е токму тоа, боја која што ја отсликува душата на сите наш четворица и петиот наш член. Да, веќе квинтет, специјален гостин, меѓутоа се почест член веќе на нашата формација. Така да ова е, ми се чини, зрел материјал кој што зреел со години наназад, да не речем десетина години наназад. И на крајот на криштата се оформи таков како што е, со полн жар во себе. И он ќе си го живее својот вековен пат, ние ќе си замениме од овој свет, може ќе ги слушаме некој пат композициите од друг амбиент, од друг свет, од друга перспектива. Да, ќе се дружиме, меѓутоа во принцип да се трудиме да оставаме траки, ајде не речам лигавки или зној позади нас, кој што се вика музика, нели, кој што се вика боја, колорит и така. Каде настапувате после Битола? После Битола за сега, поради тоа што што туку станав мама, јас ќе имам малце по втор пат. Да, јас ќе имам малце пауза од неколку месеци, меѓутоа квартетот Драган ќе настапува и секој одделно во други проекти, во Кина, во Италија. Да, за мене ќе биде малце помирно. Да, додека да пораст, додека да бидат дечките, затоа што имаат преубави девојчиња, двечки, додека не пораснат,
барем на подалечни дестинации ќе абстинираме што се однесува до оваа формација, меѓутоа поблиску е и овај случај. Ќе се собираме сите затоа што нас не спојува она повторно што се вика флейм, нели, или се она што секој од нас го носи во душата како музичко сознание, како индивидуален белег што е изграден низ една заедничка работа. Така да следуваат следни проекти. Сега секој од нас, од нив поготово имаат други проекти кои што се викаат животни. Се трудам и тој другиот дел од квартетот да ги бутнам во тој свет на семеен свет, нели, затоа што им е време. Така да наоѓаме време, простор, па и сили да повторно. Меѓутоа пак секој од нив зрее, јас си кажав на сцена дека не се веќе тоа децата или не знам учениците кои што беа пред 10, 12, 15 години, него се сега мами, тати, не знам, професори и така натаму, така да. Само да сме живи и здрави. Драган Даутовски вели дека фестивалот или институцијата и Линденски денови му е посебно драга, а Битола треба да се гордее што ја има оваа манифестација која има свој идентитет. По настапите низ Европа и светската промоција на Пламен во Битола, Драган Даутовски квартет се подготвуваат за третото патување во Кина, предавање и концерт во Германија. Во рамките на 60-тото издание на Сплитско лето беше изведена музичко-танцовата драма Погреб во Терезинбург, текст од циклусот Глембаеви на Мирослав Крлежа, во режија и кореографија на Сташа Журовац, а чиј композитор е битолчанецот Маријан Неќак. Изведбата на музичко-танцовата драма во Сплит била поздравена со овации, а бројноста на публиката била мотивирана од неодамнешната премиера на таа представа на тврдината Минор во Бриони, која ја следел и самиот хрватски премиер. Неќак после премиерата доби позитивни критики од хрватската јавност. Одлична режија, актерска игра, кореографија, сценографија и музика се првичните наслови во хрватските медиуми после премиерата. Музичко-танцовата драма ја работевме во соработка со балетот во Сплит и очекувано беше да има голема посетеност. Исто така, драго ми е што светски познатиот виолинист и композитор од Романија, кој повеќе години живее во Лондон, Александар Баланеску, кој воедно е и музички коментатор, истакна дека почувствувал голема блискост со мојот музички израз. Инаку ова дело е инспирирано од еден настан кој се случил во гарнизонот на унгарскиот град Терезинбург во почетокот на 20 век, изјави Неќак. Последните години многу работам во театар и на филм, па станав преокупиран со симбиозата на текстот и музиката. Музичкиот израз на Неќак едноставно ме воодушеви, истакна виолинистот Баланеску во интервју за сплитскиот весник Слободна Далмација и додаде: кај него пронаоѓам многу допирни точки со сопственото творештво, можеби пред се заради влијанието на балканската естетика, но и мешањето на класичните и популарните елементи. Прозниот текст Погреб во Терезинбург е дел од циклусот Глембаеви, кој Мирослав Крлежа ги објавувал во периодот од 1926 до 1930 година, а гротекстно сатиричниот текст Погреб во Терезинбург за прв пат е објавен во 1929 година. Инаку Маријан веќе компонирал музика за дела на Крлежа и тоа за Господа Глембаеви за Хрватскиот народен театар во Риека. Добитник е на 5 награди за најдобра театарска музика на фестивалот Војдан Чернодрински. Маријан Неќак е композитор и во најновата премиерна представа Иванов, која минатата недела беше изведена во Битолскиот народен театар. Автор е на музиката за представите Куки, Антигона во Њујорк, Кале Шања, Црна се чума зададе, Пет Чалбари и други, но и на музиката за музичко-сценскиот спектакл Македониум.
Во рамките на Битфест, во културниот центар Магаза се одржа изложба на фотографии со наслов "Акорди на светлината" на авторката Ромина Милетик. Ромина е родена во Вршац, а живее во Битола. Активно со фотографирање се занимава од 2008 година. "Акорди на светлината" е колекција претежно составена од фотографии со тема лајф и портрети, иако содржи дела кои можат да се сместат во концептуална или архитектонска фотографија. Ова се фотографии снимени во периодот 2009 некаде, 2008 може да се речи, до сега. Се вика "Акорди на светлината", затоа што знаеме дека тоа е фотографијата, дејството на светлината врз одреден медиум. И ова е моја прва самостална изложба и многу ми е драго што иако ги знаат многу фотографии во дигитална форма, луѓето сега ќе имаат можност да ги видат и на хартија. Од 2009 година Ромина бележи учество на голем број изложби во земјата и странство. На изложбата беа презентирани 27 фотографии, од кои дел во црно-бела техника, а дел во колор верзија. Инаку ова е прва самостојна изложба на авторката Милетик.